Мили мои, чувствата се доста јаки. И на ова место не треба да се срамиме да ги изразиме чувствата. Зашто Господ го осреќаваме тука. И ја чувствуваме Неговата љубов на најефективен начин. Ова е амбасадата на Исус Христос. Надвор дува. Candle in the night. Чим ќе излезеш, многу лесно може да се угаси. Да, сеќата. Зашто сум облеен со чувства? Брат Јани, што ви рече на почетокот, ако се сеќавате, што се совпаѓа денешниот ден? Брат Јани? Јом Кипур. Света вечера. А што уште ме исполнува со радост? Јас ви најавив дека ќе збориме за силата на Евангелието. Ако се сеќавате, и тоа ќе биде фокусот на темата. Меѓутоа, малку пред тоа ќе отидеме лево и десно на места, за да подобро ја разбереме пораката. И гледайте сега, во истиот ден, што се случува? Господ ми го праќа Николче. Тој е мојот сноп. Јас се гордеам со него. Јас се извинувам, али тоа е мојот сноп. Јас, како се вика, I'm claiming his star. Имам право на тоа. Зашто Господ не состави во војска кревет до кревет. Пред 40 години. А ви реков дека пројдов Голгота за тие 40 години. И сега сакам Николче уште попажливо да ме слуша. Пораката од тогаш што оваа порака Николче се разликува квалитетно. И верувам дека сите вие останатите ќе го тоа разберете. Оно што ме радува, го гледам неговиот син Јосип. Самото име Јосип. Од родот род. Тука е неговата сопруга. Тука е неговата друга ќерка. Па нема они да останат неженети. Ќе се оженат. Па они ќе добијат деца. Гледайте колку далеку иде Евангелието и радостната вест, кога ќе ја поделите со вашите околу вас. Тоа се многу важни и сериозни работи. Тоа е суштината на Библијата. Убаво е Библијата да ја разбереме. Значи, тоа е суштина. Меѓутоа, ако целиот живот се храните само со Библија и теологија, се извинувам, ама далеку нема да стигнете. Суштината на оваа книга е да поделиме радост несебично со ближниот. Благодарам. Да ја поделиме Божјата љубов со оние околу нас. Дали веруваме во тоа? Сега кога се возевме со Данило, спомнавме, направме муаве дека е многу тешко да се збори. И точно дека е тешко. Зато живееме во последно време. Сотоната постана махер со силата на ентертейнмент. Значи, професионален ѓавол, кој толку го завзема човечкиот ум, да е тоа нешто неверојатно. Сега додека летав, малку ќе се исповедам на вас,
По прв пат во животот, ја обично кога летам 12 сати, ќе си погледам еден филм или два. Ама овој пат беше другачие. Немав желба за никаков филм. Цело време, кога не спиев, си читав од Божјата реч или книги некој, духовно се хранев, ја делев речта Божја со они околу мене, па Бог ми даде во летот од Истанбул до Скопје една рускиња Ана, па на нејзе во кратко и го објаснав Евангелието. Многу интелигентна рускиња, неверојатно. Јас ја поценив малку, се извинувам, мислев дека лесно ќе и објаснам некои работи. Меѓутоа, она толку ме челенџуваше, толку изазовно зборови, значи, поставуваше прашања. Викам, Господе, викам, Ана, јас ќе бидам многу озбилен со тебе и отворено ти велам, ти си доста добар соговорник и му благодарам Бога за тоа. Али затоа те молам, ти имаш сега и една голема одговорност. И знаете до каде дојдовме? Она ме дотере до Ќоше, јас се додерав до Ќоше. Она сакаше да ми докаже дека љубовта Божја може да се манифестира и кај оние луѓе кои не го знаат Христа. Вика, има добри луѓе. Да, викам, има добри луѓе. Ама викам, каква е нивната добрина? Зашто шо вика апостол Павле? Сите погрешија и ја изгубија славата Божја. Ниеден, па ни самиот Кутриот не се вројува во нивни, иако свети апостол Павле го вика, кој што бил, Библијата вика, совршен во држењето на законот. Совршен во држењето на законот. Како рабин, фарисеј, бил неверојатен. Темелито ја проучувал, немало, ја не знам дали постои некој кој подобро во тоа време го познавал Стариот Завет неко апостол Павле. И така разговарајќи со Ана, јас и кажав, Ана, ние ќе направиме, реков, сега еден сценарио. Не знам како другаче. Викам, замисли дека јас сум твој маж. Вика, добро, окей. Замисли, викам, она сака да каже, значи, поинтот беше неизин дека има добри луѓе. И дека не е љубовта Божја само карактеристика на Божиот народ, него е карактеристика и на другите кои не се со Исуса, кои имаат моќ да праштаат, да љубат. Тоа беше незината поента. Ја и дадов ја отворив 1 Коринтијаните 13 глава и сакам да видите како изгледа 1 Коринтијаните во мојот телефон. Само кратко. Да ви покажам како изгледа таа глава и откако тоа и реков, викам, Ана, јас сакав да прашам дали имате телевизор, некој Samsung или LG, па да се поврзам wirelessly и одма можете да пратите све што имам во телефонот и сите книги што ги имам и многу работи, многу убаво би виделе од каде оваа сила што јас се имам доаѓа. Тоа уште поубаво би го објаснил, али нажалост немаме тоа. Значи, и викам, Ана, ајте молам, викам, ти замисли дека јас сум. Погледайте ги стиховите. Тоа е 1 Коринтијаните 13 глава. Сите имаат своја боја, секој стих. Оваа глава ви ја препорачувам, браќа и сестри, да ја научите на памет, да можете да ја рецитирате. Вие младите, вие морате тоа да го сторите. Следната година која ќе дојдам, ако Чичкомирче не ја знае оваа глава на памет, на англиски јазик, of course, јас веќе ја знам половината на памет. Не сакам тука да ви демонстрирам, сега немаме време за тоа. Ја научив половина веќе на памет. Секој ден во автобусот, кога сум на пауза, си читам помалку. Не можам. Тоа е толку јака глава.
Најубавата глава во Библијата. Најјаката глава во Библијата. Лево 12 глава и десно 14 глава. Зашто збора? Зоки, ајде, прашање за тебе. Нема да се смееш, одговор тражам. Добро, ајде одговори ти. Значи за Духот Божи. Погледайте колко е тоа прекрасно. Јас сум слободен со Зоран, он знае. Не можете вие нас да не скарате. Извини, ние имаме малку поголемо искуство овдека. Ние можеме се да си кажеме и па да си се сакаме. Или што вика песната, само се караме, само се тепаме, ама па си се сакаме. Значи, што би беше поентата? Немојте да мислите кај ја губам мислата, јас ќе се вратам на Ана. Значи, поентата е дека љубовта е нешто што не можеш да го постигнеш без Духот Свети. Period. Тоа е нешто невозможно да држиш. Као што е невозможно да го држиме законот во наша сила, значи тоа ми беше поентата са Бајле и на оние кои дале некои коментари, сега одговарам поново, малку подетално, за да ја сватат суштината, дека кога реков ние можеме да го држиме законот, јас цело време нагласувам и сега поново нагласувам. Тоа е само можно преку силата на Духот Свети. Али и тоа треба да се разбере. Што значи силата на Духот Свети? Тоа значи дека, поново подлекувам, затоа што е многу важно, значи да се испразниме. Духот Свети сака од нашето тело, извинете, не сакам да навредувам, али тоа е суштината на христијанскиот живот. Да ние постанеме објект. Нема везе што сте вие лепотици. И сте две лепотици, млади, во цветот на младоста. Ме разбираш? Ама Господ сепак сака вашето срце да биде празно, да може Он да влезе, за да можете да разберете неговата љубов. Јосип, и за тебе се ова однесува. Ти си во таа категорија. Они се принцезите, а Јосип е принцот. И слушайте сега. Значи, Господ сака да го испразниме срцето. Да нема ништо од нашето ја. Нашето ја е најголемиот непријател, кој не спречува, кој ни смета да ја разбереме Божјата љубов. Значи, кога ќе дојдеме во таква ситуација, Духот Свети се уселува во нашето срце. Тогаш може Он да го стави Исус. Тоа е неговата цел. Кратко прашање. Кој е автор на Библијата? Кој? Дали сите се сложувате со тоа? Имате ли проблем? Има ли некој проблем со тоа? Ако е Духот Свети писател на оваа книга, кој може најдобро да ви објасни? Него писателот. Така. Понатака. Што е Духот Свети? Што е Духот Свети? Тоа е нешто што излегува од Отецот или тоа Бог за себе? Личност. Дали можеме да кажеме дека Духот Свети е Бог? Да или не? Немојте ве молам, тоа се основни работи што ве прашувам. Основни работи. Ако вие работи не ги разбирате, ќе имаме голем проблем. Оти одма ќе ве пратам кај јеховистите. Они веруваат другачие. Дигод. Ме разбирате? Значи, што ми е поентата? Поентата ми е дека Бог е свемогучи Бог. Јас немам време сега, да ви кажам искрено, али тоа ја ни запамти, ќе го оставиме за следната сабота попладне, пошто предпладне великодостојниците ќе проповедаат. Јас сум шофер. Јас ќе проповедам попладне. Така беше муабетот, Данило? Јас ќе дојдам другата сабота, за да бидам со вас. Али сакам да разговараме малку повеќе кој е Бог. Затоа што имам осеќај дека не ги имате сите информации за карактеристиките на Богот, на нашиот Бог.
Добро, тоа понатак, значи ви должам тоа за следната сабота попладне, важи? Ајде, држите ме. Сега вака. Значи, Духот Свети, рековме, е Бог. Шо вика апостол Павле за Духот Свети? Он ги знае размислувањата на кого? И на Исус Христос. Значи, Бог, само да знае за Бог. Никој друг. Кој го знае умот на Бога? Духот Свети. Умот на Отецот, умот на Синот. Шо викаме? Тие се едно. Едно. Три особи, а 100% идентичност во карактер. Затоа викаат, јас сум твој Бог. Не викаат, ние сме твои богови, него јас сум твој Бог. А следниот пат ќе пробаме да размислуваме малку за улогата на тројството. Исто така, подсетете ме да ви нешто кажам. Ќе се вратиме назад. 3, 4, 5, 10, 100 билиони, трилиони години назад ќе одиме. Али тоа е почетокот. И после на тоа ќе ставиме една, бројот 1 па 0, 0, 0, 0, 0 и така ќе свртите земјската кугла едно 10 пати, а сето тоа на толку на степен и ќе одиме толку назад. Што сакам да ви кажам? Дали разбирате? Поентата е, значи, колку е стар Бог? Тој број што ви го кажав сега, нема компјутер, еве ги специјалистите, кој може да го обрачуна. Компјутерот не може да делува со вечноста. I'm sorry. Али тоа е ограничен. Паметњаковиќ. Ме разбирате ли? Значи, збориме за љубовта. За да можеме ние да ја сватиме љубовта, ни е потребен Духот Свети. Духот Свети. И кој е најдобар учител? Духот Свети. Зашто? Зашто Исус, додека беше на оваа земја, викаше, јас ќе ви го пратам адвокатот, утешителот, ајде, понатака, други имиња, вистина, да, во секоја вистина. Он е автор на Библијата, ја има таа способност. Он е тој кој диктира, он е тој, што рековме, сака да се усели со Исус во нас. Меѓутоа има еден мал услов. Кој е тој мал услов? Што рековме са Бајле? Believe. Треба да веруваме дека Он може тоа да го стори. А сега, како резултат на вашиот believe и мојот believe, требате уште нешто да сторите. Што е тоа? Што е тоа? Сега сме многу сериозни. Сакам да кажам, она што треба да го сториме, значи, требаме да во потполност веруваме, као што реков, дека Он тоа може да го стори, али од моја страна, да Бог може силно да се манифестира во животот на секој еден искрен верник, е да не си играш со светот, да му го дадеш на Господа твоето цело време. Дали ме слушате што ви велам? Ако не сте спремни да го дадете своето време на Господа, да Он управува со него, you got a problem. Нема да ги осетиш убавините на христијанскиот живот во потполност. Има да луташ, можеби како овој дебелиов Мирче, 40 години, ќе луташ да го тражиш Исуса, ќе тражиш одговори и нема да ги најдеш, ви гарантирам.
Може би ќе постанеш и едикт меѓу време, може би и ќе отпаднеш. Значи, што е поентата? Оно што Бог очекува. Јосипе, имињата брзо ваши. Љубица и Ивана. Вие сте сега, на почетокот. Немојте да пројдете како нас, некои глупави луѓе кои бевме толку не во капацитет, али сепак видиш малку се вадиме на оние кои не ни објаснале. Ама сега на вас, чичко биче, се ви кажа. Имате голема одговорност. Правата љубов е да го љубиме Исуса. Тој е нашиот избавител. И тој е нашиот принц на слободата. Тој е нашиот крал кој ќе не одведе во новиот Ерусалим. Да завршам сега со Ана. Гледате, иако сум стар, не сум уште испиен, не ми е мозокот. Зоки чека да види дали ќе Мирче се губи, да не постанал сенилен, можеби. Абе, Зоки, Духот Свети сега работи. Бог, Дух Свети. Он е во контрола. Значи, сега веќе не се работи за Мирче, сега се работи за него. Оти он сака да ви каже нешто преку мене. Не разбираш? Јас сум само еден објект. Објект. Зашто? Зашто јас тоа го молев. Викам, Господе, ти да се прославиш. Ја кој сум ја? Гледај, бе, за никаде сум. Нема ништо во мене убаво. Ништо. Фала ти, само не ти верувам. Можеш да збориш што сакаш. Јас знам да се погледам на огледало, јас знам како изгледам. А да дигнам кошулата, сите ќе избегате од овдека. Не разбираш да го видите колкав стомак имам. Ќе речете, ама бе, како не ти е срам да седиш на катедра. Да. И сега, кај сме? Нана викам, Ана, јас сум, замисли да сум јас твој маж. А она, знаеш, рускиња, јака, не ќе се да се откри во почетокот дека била начитана. Знаеш колку лукаво ми приде. Сакаше да ме сетап. Ама не можеш ти некого да го наместиш кога он го љуби Исуса. Ти идеш во силата на оној кој рекол, јас сум пат, вистина и живот. Нема филозоф кој ќе може да те добие, браќа и сестри, ве молам. Затоа што тука одговараш на суштински прашања. Кој е он? Кога велам он, Бог Отец, Бог Син, Бог Свети Дух. Ве молам, немојте само, цела слава иде на Исуса. Тоа исто го ради и Отецот, и Духот Свети. Али исто така Исус вика како Отецот, како Духот Свети. Они се, не знаеш кој е појак во понизност. Не знаеш, не можеш да кажеш кој е попонизен. Они се еднакво понизни. Еднакво се љубат. Еднакво ја делат љубовта со нас. И таа љубов толку јака да донеле одлука еднаш во вечноста. Ќе мораме оваа брлјотина која сотоната ни ја направи да го решиме тој проблем. И добро, Ана ми вика, па добро, вика, не би се сложила баш, вика, со таа концепција. Добро, вика, ама Господ ми даде мисла. Ало, викам, Ана, замисли, јас сум твој маж. И ја, викам, првата година беше добра во нашиот брак. Другата година, ти ме гледаш, јас почнам да подпивнувам. И постанувам алкохоличар. Ќе ме сакаш? А, да, како да не? Јас имам љубов. Океј. Викам, следната година почнав да шмркам. Знаете што значи шмркање? А, овие младите знаат поише, они ги разбираат тие изрази многу побрзо него вие постарите, вие немате појма што е тоа. Едикт. Да. Викам, ќе ме сакаш уште, Ана? Кажи, тоа е нормално и како, ние се љубиме во брак, тоа е дел од љубовта. Добро, викам. Следната година, викам, постанав коцкар. Ги прокоцкав сите мои пари, твои пари
и кредитни картици, и билансот го дотерав до 0. Ќе ме сакаш понатака? Па слушај, вика, би можела да... И тоа го разберам. Види, молим те, не ми дава крај. А викам, слушај, имам време, јас уште саат време до Скопје. Ќе те добијам макар на нешто. Ќе ти го најдам крајот на твојата љубов. Нема везе. Али шо беше целта? Ние не можеме, ние мораме да ја покажеме поентата која е на Божјата љубов. И јас така почнав да одам и се полоши сценарија и давам. Да не губиме време, значи, знаете каде одам. Почна да ми мрда, викам, слушај, викам, а замисли, викам, во таа агонија на алкохолизам, дрога, коцкање. Знаеш, реков после, почнав и порнографија да гледам. Почнав да те варам. Со други жени да одам. Па добро, викам, можем и тоа да го разберам. Океј. Нека, ја немам проблем со тоа. Имам ја време. Она има време, имам ја. Киша око Краговевца. Али слушај, таа киша има цел да роди нешто. Не бе, нема врска од удварање, човече. Тоа е, она е млада, јас сум стар, како удварање. Тоа не ми ни паднало на памет, не знам, ако и паднало, не зе Господа и прости. Ја имам жена, вие која не ја познавате, ќе ја видите следната сабота. Принцеза. Да, ама многу опасна. Фала Богу, добро. Јане, ти колку знам, ја не си ти женет, да ти ми кажеш фала Богу. Може да ми каже од овие постариве Зоран, може би, али видиш како ни се смеат и чутат. А ти трчаш како пред рудо, фала Богу. Немаш ти појма што збориме ние тука, кои сме во брак 40 години со една жена. You don't even have the idea what it is, brother. А добро, сега си го траži со Боринче ти, ама можеме да продолжиме после. Значи, сакам да кажам, значи, јас одев понатака. Она во нејзината интелигенција сепак свати. Од ја одев се во полоши и полоши сценарија. А дури, знаете кај сакав да одам? Векам, ја убив мајка ти. Убив татко ти. Ги убив нашите деца. Све е тоа можно. Имате колку сакате такви crime scenes на телевизија и да ги видите каде што луѓе постануваат животни. И ти такво животно ќе сакаш, Ана? Конечно, фала Богу, Духот Свети вајде и кажа, Ана, give up, because this crazy guy is not gonna stop. Нема крај. Јас само ќе одам понатаму, она мора некаде да каже, enough is enough. Застани малку. Ама, викам, тоа е тоа. Значи, човечката љубов има крај. И оној кој е без Христа, најплеменитиот, вика, и за него апостол Павле погреши и ја изгуби славата Божија. Разбирате ли? Значи, сега одиме понатака. Немаме многу време за Нови Јерусалим. Колку уште време имаме да разговараме? Дали некој јас заборави во колку саат почнав? Колку саботата заврши во колку? Уште 15 минути? Добро. Можам да кондензирам уште во 15 минути, не е проблем. А можам и до сабајле да продолжам. Ја ви кажувам искрено, јас сега се пробудив. Јас ноќеска ви проповедав, ама сега ми е сабајле. Јас ви проповедав во еден сабајле. Немојте заборавите. От јас тек дојдов од Лос Анджелес. Pacific Time, thank you. Значи сега сум јас свеж, сега можеме да тераме, сега можам јас да ме мачам, да видите како изгледа, да не спиете. Да ви го вратам. Значи, мили мои, Господ сака да имаме голема радост во Него. А како резултат на таа радост,
Ако се сеќавате на стихот од Евреите, 11 глава, 10 стих. Дали некој го знае тој стих? Тоа ќе ме изненади ако некој го знае тој стих напамет. 11 глава, 10 стих. Аха, еве брзо. Зоки, извини, молим те, али ја утна. Да, ама, јас стихот прашувам дали некој го знае. Знам дека тоа е тешко, браќи и сестри. Немојте да мислите дека вие мене да ме прашате, јас ќе знам брзо да ви одговорам. Ја не сум теолог, да си кажем искрено. Јас сум шофер. Ја возам автобус 10 години. Јас сум работничка класа. Да се разберем. Јас само тражам од Господа многу. Он бил столар, а јас сум возач. Ама јас сум возач на кого му дозволувам он да го вози автобусот мој. И автобусот на мојот живот. Зоки, шо прочита? Али знаете што, кога ќе го земете преводот, ја мислам дека е NIV или English Standard Version, вика Бог, архитект и контрактор. Знаете што е контрактор? Изведувач на работи. Значи Господ, како архитекта, зашто тоа го велам? Зашто зборот архитекта кај мене има бум, експлозија? Затоа што вие не сте работеле во проект биро и не знаете детаљи што значи да еден проект излезе надвор од куќата на проектантското биро. За еден проект да излезе готов, ја требате да имате архитект, статичар, машински инженер, електроинженер, инженер за водовод и инсталација, а после тоа кој ќе отиде проектот, имаш надзорни органи на објектот, контрактори кои ќе го изведат проектот, а он вика Бог, архитекта и контрактор. И што работи Господ? Како резултат на нашата вера, вика за вас имам град специјален, Нови Јерусалим, спремен, готов, изграден, ќе го ставам на земајската кугла, која наново ќе ја створам. И тука ќе го спуштам градот. Дали верувате во тоа? Следно прашање. Колкав е тој град? Што пишува? Колкав е? Не на грчки, на македонски. Пишува дека он е кубик, знаете што е кубик, нели? Коцка, ама сега колкава е таа коцка? И таа коцка е опишена во Библијата. Таа коцка е висока. Јас ќе ви преведам тоа во милја, али ние направивме напор со Данило ги претвориме во километри, околу 2400, ако сакате поточно, километри, висина на зидот. Пратете ме сега пажливо. 40 години не сум обратил внимание на најубавата работа во Библијата, која Господ ја ветува. 2400 километри зидови. Ако се зидовите високи 2400, колку треба тие да бидат дебели? За да статички одговорат на калкулацијата за стабилноста на коцката. Оти она ќе се сруши ако се тенки зидови. Али само да ви кажам, тие зидови од Новиот Ерусалим се од специјални драги камења. Зид кој е висок 2400 километри, долг 2400, широк 2400, висок 2400. Hey, where are you going? Идеш надвор од стратосферата. Одете онлайн, погледајте и да ја видите таа коцка. Она е голема отприлика колку 2/3 од Соединетите Американски држави. Јас ја зивам сега земјата од кај што доаѓам, извинете. А кој знае колку Македонии тука има? Ако сакате на македонски да преведете, ама ќе ви требаат многу Македонии да го покриете тоа. Значи, 2/3 од површината на Америка. Толку е голем Новиот Ерусалим. И на сите страни по 3 врати, кои стално вика ќе бидат отворени.
Али, ајде малку за висината, само кратко. Значи, ја пробиваат стратосферата. Тоа значи одат во свемирот, во безвоздушниот простор. И еден се нашол паметњаковиќ, онлайн, значи, од светот. Тоа докажува дека е оваа глупа теорија, нелогична, одма брзо го фрла прашањето на стратосферата. I'm sorry. Јас би употребен збор, само не смеам тука, ова е свето место. Почнува на С. Таа особа прво нема вера. Не верува во Господа. Или кој знае каков шепртля. Не може да свати дека Библијата вика дека Господ кој ќе го стави на Јерусалим, али претходно вика, ево стварам, што? Значи небо кој ќе биде прилагодено на новата стратосфера, да го може да го поднесе, да ги поднесе, да поднесе висината на зидовите на новиот Јерусалим. А човек таму видов спасени како морски песок. Колку станови може Господ да направи во една таква површина? Дали сте си малку размислувале 2.500 километри во висина зграда? Тоа ви го оставам за домашна задача, да си правите сметки, па друг пат ќе разговараме. Значи, што сакам да ви кажам? Сакам да ви кажам дека имаме таков, што око не виде, увото не слушна и на умот човечки не дојде, тоа Господ го приправа за неговите деца. Динамитот, Зоки, ќе имаме ли време за него? Значи, се тоа што го ви го кажав, сега идеме при крај на мислите за оваа вечер, затоа што ако не ме зауставите, го обравте бостанот, ќе останете до сабајле. Значи, што е радосна вест? Сега, с обзиром да е попладно богослужение, значи ви давам прилика да се искажете и очекувате да имам приметба на вашите одговори. Да, споделите радоста. Друг некој? Знаеш што, Данило, кој проблем ти ќе имаш? Ако ти тоа ми кажеш на мене, а јас сум светски човек, ја ќе те прашам, на која ти радост мислиш? Ајде, понатака, молам, слободно. Што е Госпол, Евангелие? А јас ќе те прашам, замисли дека сум светски човек. Стана. А, веќе полека се приближувам. Добро. Николче, повели? Значи, се поблиску и поблиску доаѓаме. Ај, слушайте го, овој старец, грешник, тежок, да ви каже шорткат. Најубаво Евангелието ќе го дефинираш кога ќе го ставиш раѓањето на Исус Христос во сликата, неговиот живот, неговото распнување и што уште? Најубавото, неговото воскресение. Оти да не воскресна, ја првто од овдека метла, нема што да тражам. You scratch me, I scratch you. Се сеќавате какви сме ние по природа? Немаш и да влеза. Да, точно, се сложувам. Значи, мили мои, јас не ви продавам мудрост. Јас копав, многу копав. А фала Богу, Господ ми дал една особа во мојата црква, која е јако интелигентна, која направи резил од мене. И знаеш, кога некој ќе ве понижи, кој ќе ве спусти ниско доле, се јавува сепак на его, али фала Богу на позитивен правец.
Знаеш, кога имате некој тако во црква, си чекај бе, викам, Господе, па до кога ја со овие уреди ќе ги трпам? До кога ја ќе си играм со овие работи? И нормално ќе почнеш да читаш, и се повеќе, и се повеќе. И доаѓаш до поентата. Значи, мораме да читаме, мораме да проучуваме. Оваа книга нема 5 страници или 10 или 100, него има колку укупно страници, дали некој знае? 1400 страници, отприлика. Ова е голема книга. Меѓутоа, наједноставно, браќа и сестри, за да одговори на прашањето што е Евангелие, значи мораме да го земеме во обзир и раѓањето на Исус Христос. Како Исус дојден на овој свет? Како? Се сеќавате ли? Преку силата на Духот Свети. Значи, right there, одма на почетокот. Гледате чудо. Бог го става Бог во стомакот на грешник Марија. Како, да се роди како човек. Значи, тоа е првата радостна вест. Надприродна работа. Друго, животот на Исус Христос. Нема, вие млади посебно слушате, ве молам, нема поубава тема од темата за Исус Христос и неговиот живот. Почнете да размислувате. Со Данило, додека се возевме, зборевме за оваа жената што била фатена во прелюба и заклучивме колку е Господ милостив. И поред тоа тие кои што ја донеле неизе, Господа ги осуди. Зашто? Зато што некои од нив веќе имале сексуални односи со неизе. Нажалост. И биле многу полоши од неизе кутрата жена која дрхтела, разбираш. Али Господ сепак пишува, вика, доле на песок. И за нив, и за најголемиот грешник, Господ има разбирање. Она што сакам да ви го кажам, браќа и сестри, значи е многу важно сега. Доаѓаме до моментот кога треба да сватиме што значи да бидеш христијанин и да го гледаш твојот брат или сестра да греши. Данило, таа слика што ти ја покажа вчера, не ја покажа во мојата сила. Господ ти ја покажа преку мене. И не верувам дека икогаш ќе заборавиш оној загрље што ти го дадав. Се сеќаваш, нели? Тоа ќе ти остане до крајот на животот, брате. Знаеш зашто? Зато што тоа е 100% Христова наука. Што ние сцениравме, ја и Данило? Да ви кажам сега, што изведовме. Ја викам, Данило, сега него го стави во сботу, сега требаше јас да се ставам, зашто јас сум тој грешник, али викам, ти си погрешил нешто. И јас тоа го гледам. Која е мојата задача? Која е мојата задача, браќа и сестри? Што треба да сторам? Камшикот? Брате, срам да ти е. Како можеш тоа да го направиш? Нели ти е срам? Кој си ти? Како се допаѓа тоа? Сакате некој да ви дојде со камшик? Сигурно не. Уместо тоа, јас само го сакал да ни го и заплакав. Така ли беше? И тоа стварно го мислам. Тука ја губиме поентата на Евангелието, браќи и сестри. Тоа е моментот каде што се губиме од Христа. Не можеме да сватиме што е Евангелието. Евангелието е капацитет да можеш да простиш. Да го разбереш братот твој кој греши. Тој најповеќе плаќа цена, грешникот, верувајте ми. Не ти, брате, кој го гледаш, него тој што го направил гревот. Тој ја плаќа најголемата цена. И ти на таквиот му доаѓаш на раната и уште прстот го пикаш и вртиш и да уште повеќе го боли. Тоа би ви рекле американците, you're an animal. Да. Знаеш што значи ти на човек кој е во рана? Замислите некоја голема рана, крвари. И вие доаѓате па са прстата, уште, така ти треба. На. Срам да ти е. Го осрамоти делото Господово.
Не. Прво, Исус така не постапува. Од каде ти имаш право, брате и сестро, да така постапуваш? Каде тоа си го прочитал? Кога Бог ти вика, љуби го и твојот непријател. Најубаво е да си ја покриеш, да си ги покриеш, како се вика она, устата, со очите, затвори ја устата и ако имаш доволно чувство за твој брат, годи, иди за грли го. Да види дека прво он е свестен дека ти знаеш каде тој брат погрешил. Али дека ти го љубиш. И дека сочувствуваш со неговите патњи. Оти гревот е патња. Он во моментот е сладок. Да, тука не фаќа сотоната, затоа што делува сладок, ама кога ќе го голтнеш горчи многу, те прати некогаш и цел живот. Прави дегенерик од тебе. Значи, да полека привршиме. Рековме, Евангелието е раѓањето на Исус, најубав одговор. Животот на Исус, распнувето Исусово и неговото воскресение. Тоа е најубава дефиниција која можете да ја користите како одговор. Кога тоа ќе го кажете на некој, он нема више што да ви каже повеќе. Али, после тоа произлегува уште еден одговор. Како јас да се поставам према Евангелието? И сега, тоа е Catch-22. Како с тоа ќе го преведеш? Catch-22. Тоа американците имат еден израз каде што викаат нешто што треба да го докучиш. Нешто што може да биде и вака и онака и секако, разбира, нешто комплицирано. Catch-22, не знам ја да го обяснам. Јас знам за мене што тоа значи кога ќе го кажам, али на македонски не можам убаво да ви го објаснам и немој да ми замерите за тоа. Али тоа сега не е важно. Значи, Евангелието, како Евангелие, рековме, апостол Павле тоа го нагласува. Содржи сила, вика power. Power! Чекај, нема да трча сега, те молам. Сега ќе дојдеме до тоа. Не, до динамитот да дојдеш, мора да прво кажеш што значи дунамис. Па не брзај. Значи, power, кога Павле го тоа кажува, он мисли на дунамис. А зборот динамит е произлезен од зборот дунамис, значи дериват. Оно што денес ние подразбираме под динамит, тоа е уствари дунамис, зборот кој Павле го користи. Гледате колку сме оштетени во преведувањето. Да они превеле Евангелието е динамит. Полесно ќе дојдеш до... Чекай, а каков динамит? Еве каков динамит, браќа и сестри. Значи, што е целта на динамитот? Што е функцијата кој ќе ставите динамит? Значи, сакате да направите некоја експлозија, да срушите нешто. Така ли? Значи, добро. Јас не те слушнав што рече и те молам да и му благодарам на Бога што сум глув. Што не можам све да слушнам. Сега, немој да ми преведувате, оти тоа е опасен превод. Не сакам да го разберам. Оти ја можам да ви вратам на тоа. Значи, онда почнува човечката природа, па да не се тука покажуваме, зашто тука знаеме да видиме многу опасни во политиката. Сега, значи, Евангелието во себе содржи. Како ти беше името, брате? Што ти реков, брате? Во реци со тоа? Ти си мој брат во Христа. Ти си тука, кај него. Миле, а? Миле, динамит, експлозив. Што прават овие, во Америка е тоа доста популарно, има и доста филмови, каде што покажуваат, ставаат динамит на огромна зграда, која е на 10, 20, 30 спратови.
И на секој спрат ставаат на одинија осетливи статик points. Значи, каде што е статиката слаба, тука они ставаат многу динамит. И на сите тие слаби поинти, и после каблови врзуваат, се повлекуваат. Бум! Да, и целата зграда само колапсира. Ја нема. Ама не е крајот тука. Зашто ли тоа го прават? Зашто? Видиш како сега логички доаѓа одговорот. Значи да изградат нова зграда. Сосема другачија. Модерна, со последна речна техника. Како тоа сега да го преведеме во нашиот живот? Аха, you're getting there. Значи, Господ, што сака со Евангелието? Кој ќе го сватиме Евангелието правилно, во правата смисла на зборот, онака како Павле го објаснува. Вие нема да бидете по-други него Павле во таа радост, во таа експлозија на емоции, која сакате да ја поделите со вашиот ближен. И знаете што се случува уште? За чудо, ќе почнеш да си ги сакаш и непријателите. А знаеш зошто? Не затоа што ти си добар, него затоа што Духот Свети е во тебе, Исус, со неговата наука, извира од тебе. Делува. Мојот додир на братот мој или сестрата, било да е најтежок грешник, он ја чувствува љубовта Христова. Затоа што тоа е целта на Исус Христос, кога ќе те додирнам, кога ќе те закрнам. Да знаеш дека јас сум со Исус, а ти, брате, кој си погрешил, немам ни еден збор на осудување. Ништо, zero, zilch, judgment. Само те љубам, затоа што сакам да што поскоро излез од таа мака, од таа агонија во која се наоѓаш. Тоа е суштината на Евангелието. Тоа Исус го правеше 33 години дека беше на оваа земја. Да ви покаже дека ме сака, дека ме сака и дека, мака ќе глупости да направиш, ме дочека. Господ ме дочека 40 години да се пробудам, браќа и сестри. Николче, ти ја знаеш мојата прва љубов. Ali ја остапив од Господа доста лево и десно. Одев во легалисти, одев во sensuality, што се вика cheap grace, или помогни сега малко, ефтино евангелие, или како се викате, ефтина милост. Значи, одев лево десно. Викам, Господе, шо е ова работа? Ја се уште си ги чинам гревоите. Doesn't work. Калифорнија, ама и Скопје исто. Нема да мисли дека ѓаволот овдека не е, дека е само во Калифорнија. Извини, молим те, не се сложувам со тоа. Колку е он во Калифорнија, толку и во Скопје. Он има агенти насекаде. Има он своји амбасади. Ме слушаш ли? Таа амбасада треба да ја бомбардираш, не америчката. Така. Значи ти одговорим на прашањето, сепак го слушнав што кажа. Се правев на удрен. Сега вака. Значи, што сакам да ви кажам, браќа и сестри? Значи, поентата е да ние дозволиме на Бог да изгради ново суштество. А сега ве молам, од вие тројца, кој сака да прочите еден стих? Брзо, рака да видам. Од младите. Јосипе, ајде, имаш ли Библија тука? Ајде, најди, Николче, помогни му на синот брзо. Најди друга Коринтијаните 5:17. Ајде да видим што пишува таму. Знаете, тоа е познат стих. Али сакам младите да го слушнат. И со тоа брзо ќе завршиме. Значи, што прави Божиот динамит кога ќе го захвати твоето срце? Ќе го уншти твоето ја. Ќе се изгубиш, постануваш објект уместо субјект. И тогаш, сега јас имам парцела, слободна, во која можам да влезам со новиот Ерусалим уште сега. Сваќате ли поентата што е?
Немојте да чекате на Нови Иерусалим да дојде тогаш да бидете спремни. Ќе биде прекасно. Значи, сега треба да го осетиме Новиот Иерусалим. Овдека. И ако мојот брат и мојата сестра тоа не го видат, we got a problem. We got a problem. Значи, Господ да ни помогне, браќа и сестри, да Господ со неговата сила, со неговото Евангелие, да ја произведе таа експлозија во нашиот живот, во нашето срце, миле, да станеме нови луѓе, да те снема, а Исус да биде во твоето срце. И тоа од се срце ти го посакува. Верувај му. Немој да чекаш. Он те повикува. Гледаш прстот према тебе. Зашто јас те видов са бајле. Те посматрав. Извини. No hard feelings, што викат американците. Ама гледам потенцијал во тебе. Потенцијал огромен. Еден ден ти ќе свеш тука. Ќе окажеш твоето искуство. Ти си сопруга негова или? Видиш колку малку знам. А мајка ми беше голема пријателка со нејзе. Значи, јас сум бил ветер во младоста. Не ми интересирала другарките на мајка ми, јас си тражев други другарки. Знаете какви, Зоки знае детаљи од тоа. И сакам да ви кажам, значи, имаш партнер. Побог партнер не можеш да најдеш. Господ ти го дал оно што ти го заслужуваш. Не разбираш? Значи, браќи и сестри, ве молам, истата задача и вие имате. Истата задача и јас ја имам. Дадете го целото срце на Господа, ако сакате да примите се. А не сакам да ве плашам, има многу озбилни работи што апостол Павле збори, ќе ги оставиме тие за друг пат, за да биде хепи енд, али има и зборови тешки, многу тешки. Ми е страв да ви ги кажам, да не на крајот расипам атмосферата. Али немојте да се плашите. Не. Све можам во Исус Христос, кој ми дава снага. Божјето Евангелие содржи сила на динамит, кој може да те разбие тотално, да те уништи, да те нема, а да биде жив и да сепак стоиш на ноги. Тоа Господ може. Тоа е чудо. Да више не бидеш ти, него Христос. Шо вика апостол Павле Галатјаните 2:20? А јас повеќе не живеам. Јас сум апостол Павле, али мене ме нема. Извинете ме молам. Знаењето остана до душа во главата и тоа го користам уште. И со тоа моje знаење со векови и векови ќе црпите длабоко, затоа што јас сум од Исус одбран. И апостол Павле нема милост кога збори за некои работи. Неморалност си го обрал бостанот. Со таквите вика и да не јадеш, да не се дружиш. Значи не со грешникот, пазите. Кога реков со таквите, оние кои се тврдоглави, кои не сакат да го менуваат својот живот. За таквите апостол Павле вика да не јадеш. Затоа што ти не знаеш утре, братот може да ти падне, али ти може да имаш трпение. Као што Господ имал трпение со мене, како што мојот пастор имал трпение со мене, јас кој сум старешина веќе преку 30 години и направив толку такви брљотини во животот да не ви е гајле и немате право да ми се мешате во мојот живот, као што јас немам право да ви се мешам во вашиот. Тоа е основно правило на христијанскиот живот. Запамтете тоа, ве молам. Јас немам право да чепкам по историјата на Миле или Миле да чепка во мојата историја. Тоа е privacy. Privacy. Ве молам, запамтете. Тоа е многу важно правило како христијани. Јас имам право само да те љубам и да ти го покажам Христа и да верувам. Се друго, уствари прво да верувам, љубовта доаѓа као резултат на верата, така рековме са бајле, тоа го објаснивме, и тоа сега ви останав должен, може би, за законот малку да објасниме законот и љубовта и тие работи, али да оставиме нешто и за понатака. Така. Ви благодарам многу за вашето трпение. Јас се извинувам ако бев малку груб,
али тоа беше све со цел да ви го дочарам малку повеќе Исус Христос, нашиот Спасител, на кого му должиме се. Амин.